Добар ден до сите присутни. Јас сум Бесјан, архитекта. Сите ние сме поминали низ школски клупи. Гледам тука и некои кои што се уште се дел од образовниот процес. Знаеме што е тоа училиште, меѓутоа за нас како архитекти при проектирање, особено на училишта, и самите себе си се прашуваме што е тоа училиште на иднината, како треба тоа да изгледа. Дали може училиштето да биде место кое ќе ги инспирира идните генерации. Возможно ли е да отвараме некои нови перспективи за најмалите? Ова е основно училиште Лирија во Тетово, каде завршив основно образование. Изградена е после Втора светска војна, со некои мали адаптации, пренамени, би рекол е диаметрално спротивна на она како ние ги гледаме училиштата на иднината. Општо земено, повеќето училишта изградени во нашата земја изгледаат прилично слични, односно исти, да не речам. Некои имаат некој обид за, би рекол, некој фейслифт често по таа маска на постигнување на одредена енергетска ефикасност, дури се обезличуваат. Меѓутоа, секако постојат и исклучителни примери на училишта кои низ градот, кои верувам биле инспиративни за генерации наназад. Верувам дека и тука меѓу публиката има од оние кои што поминали низ овие училишта или се уште се дел од тие училишта. Ова е една типска училна кај нас. Ако се враќам јас себе си назад, не гледам некоја промена од тоа како јас сум учел, нели? Со исклучок на неколку училишта, повеќето кои што се осмелиле да експериментираат, повеќето училни изгледаат некако вака. Децата обично се групирани според возраста. Од една страна имаме наставник, од друга страна се учениците, но со технологијата и софтверот од денешнината, идејата за една виртуелна училна станува секојдневна. Технологијата се развива брзо. Иако многумина се скептици за оваа технологија, но секако таа овозможува да направиме неверојатни нешта и во образовниот процес. Сега, прашање би било дали е ова некако дали традиционалната училна и ќе ја снема. Се разбира, никогаш не треба да се потценува вредноста на тие разговори и размена во училниците, односно таа социјална интеракција. Истовремено, точно е дека технологијата им овозможува на учениците да снимаат и уредуваат видео, да водат разни ток-шоа меѓу себе, да дизајнираат постери, веб страни и блогови, да комуницираат меѓу себе онлайн. Многумина веруваат дека прашање на време е кога роботите, односно овие интелигентни машини, ќе почнат да ги заменуваат наставниците во училиштата. Јас сепак сум убеден дека секогаш ќе има место за наставниците и дека овие
интелигентни машини ќе може да понудат нешто повеќе, односно индивидуално и, да речам, персонализирано искуство при учењето. Jetsons ова го имаат предвидено уште од 60-тите години од минатиот век. Пред се, убеден сум дека училиштето на еднината не е само објект, односно зграда, таа е култура. Сега, јас како архитект ќе се обидам преку неколку примери да илустрирам како архитектурата може да биде, односно да нуди една платформа за развој на таа култура нели на способности, таа педагошка култура која треба да има една активна улога во процесот на развој нели на нашето општество. Преку конкретни примери, како што кажав, ќе се обидам да го илустрирам тоа. Заедно со студиото БМА ние станавме популарни во јавноста нели со проектот на основното училиште Киро Глигоров. Меѓутоа, ја ќе се обидам на кратко да се осврнам на некои проекти кои би рекол се предвесници на проектот во Капиштец. Ова е проектот на основното училиште Димо Хаџидимов во Карпош. Конкурсното решение ние, односно би сакал да кажам и тимот, ја бев дел од тимот кој го оформи професор Зорица Блажевска од архитектонски факултет. Тогаш заедно со Никола Стрезовски се уште не бевме нели дипломирани и имавме таа среќа да бидеме добитници на првата награда за овој проект, но за жал никогаш не се реализираше. Одма после конкурсот имаше промена нели на градоначалник, новиот си дојде со своји некои визии, но пред се мислам дека и со овој проект ние понудивме една нова димензија во обмислување и проектирање на едно основно училиште. Вториот проект е всушност реализација, едно мало основно училиште во едно село Тетово, Прелюбиште, заедно со Нансен диалог центар од Скопје, тоа е една организација поддржана од норвешката влада. Ни се побара да направиме една со многу минимален скратен буџет да направиме еден додаток на постоечка школа, училиште и фактички ние преку овој проект некако ни беше предодредено да го прифатиме нели старото училиште. Тука може да гледате постоечкото училиште, ова е додатокот, па после ова беше некој нов понатамошен развој на училиштето и во едно илустративно практично ние го прегрнувавме старото училиште. Третиот пример е едно мало училиште, остана само проект. И овој проект, како и претходниот, го работевме заедно со Бетим и со Бекир во 2010. Гледате дека сите овие проекти се од претходната деценија дури. Се работеше за училиште кое требаше да има едно јадро, и затоа се вика и plug-in school. Обично гледаме проектите така да имаат и некој име илустративно, за понатака со додавање на одредени содржини, таа би менувала и нели формата цело време. Ова е тој првичниот диаграм со кој што нели ја почнавме идејата. Сега ќе се навратам на проектот за основното училиште Киро Глигоров. Оваа реализација практично е резултат на еден отворен конкурс
архитектонски конкурс организиран на општина, како што знаете, општина Центар, дури во 2013 година. Изградбата започна во 2016 и се заврши, односно училиштето ги отвори вратите дури во септември 2019 година. Обично вака се почнува еден конкурс, овие се конкурсна документација, односно проектната програма, каде точно се утврдува колку, што све треба да содржи тоа училиште. Меѓу другото имаше 20 училни, кабинети, други пропратни содржини. Тој бриф, таа проектна програма ние секако ја претворивме во, така и обично се почнува со некои скици, за да после дојдеме до еден диаграм кој за жал тука и не се гледа, но во концептуална смисла габаритот на школото е подредено на 3 основни тракти, од кои со поместување и отварање на трактовите се дефинира влезот, се вметнува природата внатре во објектот и се отвараат визури и се создаваат простори за учење и игра. Од трите трактови, средишниот е за заеднички содржини, додека бочните трактови се за учење, потоа следуваат и сервиси и комуникација. Објектот се протега во ориентација исток-запад и со својот габарит тој некако ја следи дефинираната градежна линија, која но со некои мали отстапки се со цел да обезбедиме што пофункционален и естетски објект. Секако, ја не би навлегол многу во технички работи, но архитектонскиот концепт и просторната форма, обликовната композиција секако не се тука случајни, уште помалку тие не се наметнати. Тоа е некој одраз на некоја организациона структура, на функционално, на естетско, секако техничко и материјално ниво на објектот. Присуството на зеленило околу објектот ни беше и околу на самата парцела ни беше како цел, да создадеме една симбиоза меѓу школа и парк. Секако секој проект следи и е проследен и со макета. Ова е макета 1 на 500, и е дел од на конкурсно решение и мислам дека овие слоеви од јасно го осликуваат и иницијалниот концепт. Потоа следува и 3D модел, па визуализации и за да на крај ви покажувам и конкретни реализации. Овие се фотографии од Васа Аманито. Во материјален план ние сакавме да сме искрени со изразувањето, солидните волумени се во контраст со транспарентните површини на објектот, преку кој односот на тоа што е надвор и што е внатре практично се втопува. Со тоа се овозможува природата да стане дел од внатрешноста, со што учениците ќе имаат можност и постојано да имаат погледи према бујно зеленило, при што и при учење, и при движење во училиштето. Ние преку овој проект и со самиот проектантски пристап мислиме дека даваме еден придонес кон подигнување и
унапредување на воспитно-образовниот процес, да создаваме нели идни генерации и секако во рамки кои ги овозможува нашиот домен, архитектурата. Ви благодарам. Хвала ви. Благодарам. Сега мислам дека знаете кој дел доаѓа на ред. Прашања. Какво изненадување, нели? Кој има никакво прашање? Горе се уште не гледам добро, така да има горе? Одлично. Здраво. Моето прашање, бидејќи нели збориме за School of Excellence и некои такви концепти, колку проектната документација која ја бараат општината или државата дозволува таков тип на креативност? Да речеме во однос на фигурацијата на училниците, дали се, не знам каква е моменталната состојба во училиштето, но дали да речеме клупите се наредени како во традиционално училиште или нешто сосема друго? Сепак проектната програма беше, да речем така, ригидна. Ние се потрудивме да внесеме некои новини во таа проектна програма, особено со некои тематски, да ги наречам, катчиња кои се дел од ходниците на училиштето. Идејата беше да практично немаме ходници, него тие да бидат, да служат како исто така да им служат како образовни катчиња кои нели во текот на одморите учениците ќе може дали се тоа не знам големи скринови или проекции да им се служи информација, односно да бидат можеби подготвени за тоа што ги следи на следниот час. Ова што го кажувам за жал не се реализираше. Се уште меѓутоа сепак постои подлога за тоа, пошто како што нели реков и порано, ова е нешто што може и да се надгради и со време. Благодарам. Имаме уште прашања? Мислам дека гледам никој. Да, фала ви. Прво честитки за колегата. И би сакал, сега е таа актуелно со вие фотоволтаиците, енергетската ефикасност. Дали е во тој смисол нешто направено во проектот? Тоа како прашање или нешто така да се подискутира на таа тема малку, а би сакал, бидејќи не успеав во другите презентации нешто да искоментирам или да прашам, да го нагласам во овој случај балансот меѓу баш кај филмот Медена земја беше нагласено тоа, балансот помеѓу духовното и рационалното. Мислам дека со ова решение е доста направено во тој смисол. Во тој контекст. И мал коментар на таа тема. На таа тема и на тема енергетска ефикасност. Видите, да се контролира форма е прилично, не велам дека е лесно, но може да се совладува. Меѓутоа да се контролират во еден објект работи кои што не се видливи, не се тактилни, тоа е предизвикот. Во смисла да мислиме како не знам ќе протре светлото на сонцето или како ќе се одразува некоја текстура при рефлексија на светлото. Значи овие моменти се исто така многу битни во тоа што при проектирање на било кој објект, не само на образовни објекти. Во однос на овие спомнавте за фотоволтаици, да, школото има висок степен на
на енергетска ефикасност, значи нели освен тоа се вградени некои нови системи и технологии кои што се нели прв пат вградени во некој образовен објект тука кај нас и верувам дека ќе биде некој како да речам бенчмарк за други училишта и образовни објекти кои ќе го следат тој пат. Се надевам, ви благодарам. Леле, колку точно. Се извинувам. Дали ќе може оваа дискусија да продолжиме за време на следната пауза? Ова не беше толку прашање колку извршен притисок, пардон.